Почитувани, 11 дена јавноста чека одговор. 11 дена власта молчи. Како 5 тони дрога, по некои проценки вредни околу 40 милиони евра, ја поминале македонската граница и завршиле во Србија. Кој ќе одговара? Молкот, почитувани, не е случајност. Молкот е индикатор дека овој скандал води кон врвот на власта и дека некој се обидува да го заташка овој огромен наркоскандал. Наместо одговори, гледаме дефокус на власта, прават медиумска магла, за да побегнат од клучното прашање. Мицкоски лицитира по медиумите, 25 тони, 40 тони, сега најавува 100 тони. Дали сите фирми се нелегални? Тоа ли го порачува Мицкоски? Ако е така, зошто не била навреме направена контрола, зошто власта дозволила нелегално да се произведува и да се складира? Не се кажува дали државата ги субвенционирала. Што ќе се случи ако компаниите побараат одштета? Колку ќе чини оваа медиумска пропаганда која на крај ќе ја платат граѓаните? Во меѓувреме, медиумите во Србија објавуваат нови информации што отвараат сериозни сомнеши. Според овие медиуми, оапсениот функционер на СНС, сестринската партија на ВМРО, поврзан со заплената во Крушевац, бил близок со српскиот министер за одбрана Братислав Гашич. Доколку ова се потврди, се отварат нови сомнежи за можната поврзаност и на други функционери во ВМРО. Прашуваме каква е улогата на директорот на СОЗР и ново назначениот организацијски секретар на ВМРО. Сада сама нема да дозволи ова да се заташка. Ке продолжиме да бараме одговори, целосна истрага и одговорност за сите, без разлика на функција или партиска припадност. Одговорност ке има за сите. Ви благодарам.